Првачињата во новата 2021-2022 учебна година ќе учат по новите наставни програми што денес ги донесе Министерството за образование и наука на предлог на Биро за развој на образование. Наставните програми изминатиот период беа изработени од работни групи, формирани од Бирото за развој на образованието, составени од советници, наставници од основните училишта и универзитетски професори. Во текот на целиот процес на изработка на програмите, работните групи се консултираа и со експерти од области на кои што се темели и новата концепција – родова еднаквост, инклузивност, мултикултуризам, како и заштита на животната средина, почитување на заштитата на правата и слично. Целата работа на работните групи беше координирана и водена од дел од експертите кои ја подготвуваа концепцијата за да се обезбеди усогласеност на наставната програма со концепцијата и со сите стратегии и пристапи на наставата и учењето кои што се промовираат во неа. Новите наставни програми на прво одделение се изработија врз основа на националните стандарди, донесени од страна на Министерството за образование и наука во февруари оваа година, а беа подготвени од Бирото за развој на образование во изминатите 2 години. Во програмите се наведуваат националните стандарди, базирани на компетенции кои што ученици почнуваат да ги стекнуваат од прво одделение, а продолжуваат да ги развиваат во наредните одделенија, пред се компетенции кои произлегуваат од подрачјето со кој наставниот предмет има директна врска, но и трансверзалните компетенции преку кои се остварува интеграцијата и се овозможува целосен развој на учениците. За секоја тема, односно подрачје од наставните програми се предвидени резултати што секој ученик треба да ги постигне преку усвојување на наведените содржини и поими, а наставникот ќе ги следи и вреднува постигнувањето на ученикот преку дадени стандарди за оценување, кои опфаќаат најмалку 4 нивоа на когнитивните постигнувања на учениците, согласно Блумовата таксономија: познавање, сваќање, примена и анализа, евалуација и креирање. Стандардите за оценување ќе придонесат кон објективност и транспарентност во оценувањето и ќе им помогнат на наставниците во определувањето и оформувањето на критериуми за оценување.